слушачи, добро утро. Нашата екипа денеска се наоѓа во градскиот парк за да го искористиме убавото време, но и за да уживаме во убава музика. Се надевам дека и оние кои што ќе поминуваат во овие моменти тука во градскиот парк ќе подзастанат и ќе слушнат, затоа што имам денеска прекрасни соговорници. Филип веќе го знаете, бидејќи беше гостин во студио во Здраво Македонија, но не го знаете неговиот брат Огнен, кој што и како има причина да биде денеска заедно со нас, затоа што станува збор за едно прекрасно талентирано дете кое што има само 9 години, а веќе одлично знае да чука на тапан. Но ќе го оставам да ни каже малку повеќе самиот тој, а поголемиот брат Филип е тука со нас за поддршка, нели, за дополнителни објаснувања како тие двајцата, нели, започна да се бават со музика, да свират и да пеат. Здраво, Огнен, како си? Добро, одлично. Имаш 9 години, кажав, така? Да, Кажи ми кој оделение си? трето. Значи сега завршува трето оделение, но она што е најважно и зошто денеска си со нас е дека најдобар другар ти е тапанот, така? Да, Од кога другаруваш со тапанот? пред една година. Пред една година. Зошто се одлучи баш за овој инструмент? Па не се одлучив, него само одеднаш земав тапан и почев да чукам. И така татко ви сакав да го поздравам, виде во мене талент и од тогаш почев да чукам. Чекај малку, велиш зема тапан, значи веќе си имал тапан дома. Да. Што не земам јас тапан дома, немам тапан. Аха, од тато. Од тато земав тапан, Добро. он чукаше и јас му кажав, дај тато и јас малку да почекам. И после тоа, кога он виде во мене талент, ја почев да чукам тапан и така јас почев да чукам тапан. И која песна беше прва што ја чукаше на тапан? Македонско девојче. Нормално, нели? Ке те слушнеме малку подоцна, за да слушнат и нашите гледачи колку си талентиран и колку убаво свириш, а си толку мал. Но најпрво сакам да го прашам и брат ти, Филип, кој што е пејач, и дали е весело по дома, дали постојано се пее и се свири, Филип? Еве првин сакам да ги поздравам сите гледачи на Канал 5 телевизија. Кај нас дома секогаш е весело со песна и не само тапан, туку имаме од сите инструменти. Кој сака може да проба, нели, ако има талент да види, ако го бива. Така да кај нас секогаш е весело со убава песна и никогаш не е досадно. Сите сме музичари, така да преубаво. Супер. Дали уште од порано го препозна талентот кај својот брат? Дали покажуваше можеби интерес за некој друг инструмент претходно или? Тој уште од 3 години покажа голем талент и интерес кон музиката, но не почна веднаш, нели, како секој мало дете, прво сакаат игри, играчки, да се играат, нели, да се занимаваат со други работи, но од пред една година тој покажа многу голем интерес за тапанот, а сега исто и за клавиатура, така да тој е мултиталент и мислам дека ќе биде многу од него. Значи свири и клавиатура. Што најмногу сакаш да свириш на клавир? Па највише сакам од кад сум се родија. Тати омилена песна. А македонска некоја песна да ни кажеш? Па сега не знам која. Ќе смислиш. Умеше, сам се научив, затоа што имам талент. Сам научив македонско девојче. Си пуштив ритам и оно ми улегна во главата и си свирев. Колку прекрасно звучи, инаку моите драги гости денеска се од Куманово и мене кумановскиот дијалект ми е еден од најубавите, најспецифичните, уживам. Иако не зборувате баш кумановски во моментов, ама мене ми е најинтересно и уживам секогаш и се знам да се пошегувам со тие кои што зборуваат, затоа што сте многу интересни и некако кога станува збор за хумор, најинтересен е кумановскиот дијалект. Кумановскиот, така е. Секогаш каде додиме во било кој друг град, многу им интересно ми велат, знаеш, зборувај кумановски, интересно ми е да слушам, не мора се да те разберам. Така е. Огнен, кажи ми, дали сакаш и понатаму да продолжиш да се бавиш со музика, дали можеби планираш да се запишеш во средното музичко училиште, па на факултет? Па да, тоа планирасме прво да идеме на приватни часови и потоа сега од септември ќе почнам да идам во музичка школа. Браво, одлично.
А какви се плановите други за Огнен, кои што можеби во моментов не ги кажува од некоја трема? Филип, што друго сака да прави тој во однос на музиката? Тој веќе оди на приватни часови, инаку кај професор Антонио Тимчевски за клавиатура и учи многу брзо напредува. А други планови, освен музиката, некако нема сега, за сега е музиката, можеби подоцна ќе видиме. Така. Сега ние се договоривме дека после разговорот ќе имате еден мал настап тука во градскиот парк. Ќе биде интересно затоа што посетителите тука во овие утрински часови сигурно не очекуваат дека ќе затропа некој натапан, но можеби ќе биде едно убаво освежување за сите нас. Дали ќе го придружуваш со пеење? Секако обавезно. Која песна? Се договоривте? Ќе се договориме сега. Добро, јас ви благодарам многу што дојдовте од Куманово, што одвоивте време. Но е убаво за да ве запознае публиката, да го запознае младиот Огнен, кој што верувам дека за некоја година сите ќе велиме Огнен беше тој што го гледавме тогаш на телевизија, а сега е толку успешен во музиката. Огнен, ти благодарам многу. Фала и на вас. Што ќе слушнеме? Ајде кажи ни сега, што прво ти текнува, која македонска песна ќе ја слушнат нашите гледачи? Ајде ме Јано. Ајде, уживајте во продолжение. Ајда, ој ме Јано, ајда, ој ме, ајда, ој ме Јано, горниот порој. Ајда, ој ме Јано, горниот порој. Горниот порој, Јано, горниот порој. Горниот порој, Јано, в чаршијата. Горниот порој, Јано, в чаршијата. Деј ги Јано, мори бела Јано, деј ги Јано, мори бела Јано. Оф, Јано, 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 деј ги бела Јано, 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 мори пуста Јано.